Продолжуваме ние со утринската тема, сценариото на нашата телма. Денес домашното насилство не секој пат остава модрици, велиме, што се гледаат, но за жал остава рани кои што траат со години. Во време кога секој трет случај останува непријавен, кога стравот е поголем од правдата, кога системот по некој пат шепоти наместо да викне, потребна е гласна вистина. Кои се скриените форми на семено насилство, колку е тежок патот од жртва до сведок и дали правдата е се уште далеко зад вратата што никој пат некогаш не се отворила. Таа денес ќе ни одговори на многу прашања. Адвокат Весна Тренковска, дама која што не застапува само случаи, туку и судбени. Весна, за прв пат добро утро во Телма. Добро утро. Тоа го спомнавме зад камерите. Можеби во екот на летото секој сака да се релаксира, можеби нели со убави теми, музика, култура, спорт, забава, меѓутоа за жал секојдневно ние сме и сведоци на нашите вести на Телма телевизија дека суптилни, поголеми, агресивни форми се појавуваат на За жал и цела македонска јавност огледам тоа што на социјалните мрежи, да не речеме па секојдневно се објавуваат вознемирувачки видеа токму со семено насилство. Колку и да сакаме да можеби го избегнеме тоа или не го видиме, тоа е пред нашите очи, а од друга страна пак и не треба да го игнорираме, туку треба да се бориме. И тоа што споменавме зад камерите, практично веќе да не ги следиме настаните, бидејќи се многу, веќе се мултиплицираат вознемирувачки. И вознемирувачки, да. Инаку еве кусо нешто што изоди како податоци, претпоставам дека вие особено можеби како адвокати ги следите катадневно, околу состојбата и достигнувањата, вели во 2023, ова се некои последни информации кои што ги извади, вели се регистрирани околу 3500 до 5300 пријави само за семено насилство годишно. За жал и најмногу жртви се секој пат жени и деца. Од 2018 до 2022 се забележува раст на пријавите од 61%, но само 24% стигнуваат до суд. Само процент завршува со вистинска затворска казна. Создадени се и до ден денешен, барем тоа што имав прилика да го најдам, може и повеќе знаете, 9 приватни сместувачки центри кои што се низ земјава, 10 специјализирани советувалишта за жртви, како и 3 кризни центри. Тоа е Радовиш, исто и Куманово. Именно институционалната реакција е забележана како недоволна. Жртвите се уште се жалат и понатаму на неразбирање, омалажување и при пријавување. Меѓутоа, еве, од тука да започнеме, вам ви е тоа некако и специјализација што се вели, секојдневно се соочувате со вакви судбини, и како можеби ја оценувате новата, еве, генерално и законска рамка за домашно насилство во Македонија, кои што се внесени измени во кривичниот законник во 2023? Чисто вака како почеток. Па вака, и во кривичниот законник се направени измени, но јас претежно работам граѓанската материја и би го спомнала законот за заштита од родово базирано насилство. Да. Тоа е закон кој што претрпе измени и кој што според мене сметам дека им дава доволно заштита на жртвите. Станува збор, проблемот мислам дека се наоѓа во тоа дека жртвите се плашат да пријават. Значи во моментот кога ќе биде поднесена пријава, тогаш сметам дека институционално и Центарот за социјални работи и Министерството за внатрешни работи превзема мерки за заштита на жртвите и жртвите ги заштитува. Сега тоа не е толку брзо како што тоа законот го предвидува за 12 часа, за 7 дена и така. Дека ќе се ревидира, бидејќи тоа се навистина многу кратки рокови во кои што не може да се постапи, но сметам дека овие постапки и судот итно ги води и самите органи кои што се институционални, кои што допринесуваат за да се донесе правилна судска одлука, внимаваат на начелото на итност. Така што сметам дека најголем проблем е дека жртвите се плашат да пријават, но добро е што законот предвидува дека органите на системот, односно центрите за социјални работи, Министерството за внатрешни работи, може да постапува и по анонимна пријава и по пријава од случаен минувач, гледач, роднина кој што забележал семено насилство. Значи не мора само жртвата да биде онаа која што е пријавител на семеното насилство. Да, Весна, дали забележувате во вашата работна пракса или секојдневно и во веројатно комуникација и со жртви на семено насилство, ако зборуваме дека жртвите, тоа и во други наши теми кога сме обработувале нели оваа област, сме го истакнале дека токму таа страв на жртвите која што имаат е можеби резултат на недоверба во системот или институциите, нешто кое што во минатото се повлекувало како проблем. Тоа можеби го стави под знак прашалник и релевантноста на оваа статистика која што се води во однос на бројката на жртвите на семено насилство, бидејќи се регистрираат оние кои што се пријавени, претпоставувам. Има многумина кои што го трпат тоа насилство со години и кои што не сакаат да го пријават.
токму од тој страф дека можеби нема да се одговори соодветно на страна на институциите, а од друга страна ќе се влоши состојбата дома. Кога зборувате со вашите клиенти, оние кои што се жртви на семејно насилство, што е оно кој што најчесто го забележувате при нивното, да речеме, излагање или како прв симптом страф? некој, да речеме, да. Да, како не меѓусебна комуникација, вака да биде појасна слика за гледачите, па можеби и некој кој што се соочува со такво нешто, ако можеме да помогнеме, што е оно кое што и вие го давате како совет и апел на вашите клиенти, што е оно што тие го истакнуваат дека е нивната внатрешна борба пред да се обратат да побараат адвокат и да бараат правда? Вака, најчесто, според мене, прво во мојата пракса како адвокат, бидејќи јас и претежен дел го работам овој дел од правото, и психолошки книги кои што ги имам читано на оваа област секако, сметам дека мајките како жртви, бидејќи ова е родово базирано насилство врз жени, деца, врз оние кои што имаат душевни и ментални попречености, луѓе кои што се во понезавидна состојба од оној кој што е насилник, тие највеќе се плашат во делот на тоа дека децата ќе им бидат одземени. Тоа на некој начин е и психолошко насилство, бидејќи насилникот пред да направи физички контакт, физичко насилство, тој претходно и психолошки се заканува на жртви, најчесто мајки кои што се нели во бракови или во брачни заедници, дека доколку посегне по било каква полиција пријава или таква работа, дека ќе бидат одземени децата, дека тој нели има контакти и такви работи, затоа што создава некој страф, ултиматум, траума дека ако такво нешто се случи, дека може да си оди жртвата, но не може да ги земе децата, или дека ако посегне по такво нешто, дека децата ќе бидат одземени. Најчесто нели секоја мајка највеќе стравува за да не биде со своите деца. Тоа е една од причините. Втората причина сметам дека е немање каде да се оди. Значи најчесто оние кои се жртви, поготово во тие порурални средини, не се прифатени од своето семејство во случај на ваков проблем. И им бела дека доколку си се земал со тој човек и си влегол во неговото семејство, нема враќање назад. И таа жртва нема каде да се врати. Прво нема финансиски каде да се врати, бидејќи е со некои ограничени минимални примања. Освен тоа насилникот, јас лично сметам дека тоа го прават и како на еден вид на стратегија, дека таа ќе се и дома ќе ги чува децата. Дека има умисла, стратегија направена. Дека нема финансиска моќ за да излезе, да го напушти заедничкиот дом, нема каде да оди. Семејството нејзино од другата страна не и дава подршка. Ја знае кревката страна на приказната. И таа е приморана да седи тука. Има многу случаи кои што се разведени и кои што трпат насилство, разведени се со пресуда, а седат дома кај сопругот затоа што нема кај да одат. Што навистина е жално. Да. И тоа не треба да биде причина за нели да се трпи семејното насилство, и тука е работата на институциите да ги згрижи или да ги нели Јас сметам дека секоја жртва треба да биде силна и да го направи првиот чекор. Да, а понатаму Да, затоа што прво институционално помагаат, еве овие што викате шелтер центри што ги имаме низ државата, а потоа и самата жртва сама на себе си дава сила за да може да продолжи да најде работа. Има и многу психолошки третмани кои што и се нудат на жртвата бесплатно за да може да се развие како личност, значи да даде своја активација на трудот, на пазарот за да може да се појави, да си најде вработување, едноставно да биде своја личност независна од насилникот. Да, од она што ме држи меморија, достапноста на бесплатната правна помош е некаде околу 20 на дена, нели до 60, како беше за одобрение, како тоа влие можеби на времето на реакција и заштита на жртвите, Весна? Не, во однос на правна помош, бесплатна правна помош, здравствена бесплатна помош и психолошка помош на жртвите им се нуди за цело време траење на значи, постапката. конзистентно, постојано. Да. Значи не е ова за било каква судска постапка, него исклучиво кога има постапка за семејно насилство. И оваа психолошка подршка, здравствена подршка во смисла на психолошки или некои телесни оштетувања кои има жртвата, тие се сите бесплатни, но во периодот додека трае изрекувањето на мерките, тоа подоцна ќе го кажеме, додека траат изрекувањето на мерките и траењето на мерките согласно судската одлука, траат овие заштити на жртвата кои што се бесплатни. А инаку, со оглед на овие податоци кои што ги споделив, што покажуваат нели висок процент, околу 64%, условни казни за извршителите? Дали санкциите се доволно превентивни? Чисто вака низ твоја призма, и што е можеби неопходно вака за едно подобрување можеби? Па вака, значи кога се работи за семејно насилство, мерките кои што се изрекуваат према насилникот не се во кривичниот дел, туку се во граѓанската постапка, каде што се изрекуваат мерки во зависност од секој случај различно. Значи законот за спречување и превенција од семејно насилство предвидува одредени мерки кои што се потребни да се изречат, но секој случај е индивидуален и за секоја една жртва треба некои посебни мерки кои што би го санкционирал насилникот во тој дел. Да, но сепак има значи да се забрани да демне, да се забрани да се приближува во местото на живеалиште, во местото на работа,
да се забрани да телефонира, да се заканува, да навредува и доколку сорителот дури има отстранување од домот без разлика на собственоста чива е, доколку насилството се случило во домот на сопругот, тој со посредства на Министерството за внатрешни работи се истерува од домот во рок од 30 дена максимум, за да жртвата може да остане и да си дојде сама на себе, мислам да може да се, нели, емотивно стабилизира. Па и емотивно стабилизира, да, и тука како што кажав има психолошка поддршка од органите. Процес не е од еден но доколку оваа судска одлука како граѓанска не се почитува од страна на насилникот, тогаш Центарот социјални работи има право да поведе кривична пријава за непочитување на судска одлука. Тука е веќе кривично и тука се санкционираат сите тие работи кои што не се почитуваат во граѓанската постапка. Но секако морам да споменам дека доколку има телесни повреди, тешки телесни лесни повреди, значи тоа кривичниот законник исто така го санкционира како телесни повреди при вршење на семено насилство, кој што оди преку основното јавно обвинителство и тука се веќе изрекување на мерка и значи да се утврди вината на насилникот, може и затворска казна, може и условна осуда, може да му се даде и заштитен надзор. Значи во однос на тоа да тој доколку е под алкохолизам, наркомани и такви работи, значи да има превенција во однос на значи на задолжително лекување негово, за да може во иднина да не сторува кон оваа жртва или кон други лица вакви дела. Да, речиси секој втор ден забележуваме семено насилство, дали е кон дете, дали е кон сопруга, односно мајка, најчесто повеќе кон жените, не дека и се исклучени и мажите кои што се исто жртви на семено насилство, веројатно имате да и тој податок е достапен, но она кое што загрижува или кое што повторно не доведува до одредена дилема или прашање, ако се повеќе зборуваме, да речеме, на таа тема и се обидуваме да се зголеми свесноста во тој поглед барем за пријавување на семејното насилство и санкционирање на она кое што го прават сторителите, тогаш зошто се почесто го имаме и дали тоа значи дека некако и во кривичниот законник или конкретно во законот би требало да има малку построги санкции или нешто кое што би се регулирало или превзело побргу, бидејќи тоа е процес кој што трае, нели, самото судење и испитување. Еве имавме последен случај со нападнатото детенце од својот роден татко, кој што ја згрози буквално цела јавност, кој што не му било прв пат практично и тоа си траело. Па и дури собствената мајка била во една таква ситуација во животот да тоа го гледа и мора да го сними за да го прикаже како доказ. Дали еве и вие од вашиот професионален аспект сметате дека можеби и казните за сторителите и за ова кое што малтени секојдневно ни се случува треба да бидат по строги, поригорозни? Па лично сметам дека законот предвидува високи казни, но дека најпрво кога се работи за вакво телесно нарушување, нели, телесна повреда, најпрво суди со условна казна, која што условна казна доколку се почитува од одреден рок останува на услов, доколку не се почитува треба да се отповика условот и да се санкционира со казна затвор. Сега според мене проблемот овде лежи што секоја жртва е ретко која жртва е ука странка, е правник и така за да може да си ги знае своите права и својата заштита. Дури тие се плашат дека сите овие постапки не вредат, односно чинат многу пари и дека треба да оди на адвокат и дека тоа треба да го плати и не се запознаени дека не се информирани, значи. Да, сметам дека не се информирани и сметам лично дека треба повеќе да се оди кон превенција. Тоа значи дека треба да има советувања и во училиштата за деца, прирачници, држење на советувалишта во насока на тоа дека родово базираното насилство не треба да се толерира. Значи не дека жената треба да биде во подредена ситуација, како што било нели порано, таа е дома ги чува децата, а мажот е тој кој што заработува и на тој начин таа се осеќа дека е помалку вредна. Исто така и децата имаат психолошки момент таков. Сметам дека повеќе треба да се влијае на превенција, дека жената треба да го каже својот глас кога има ваков проблем. Еве како жената која што објави на социјалните мрежи за детето кое што беше од таткото тепано. Значи тоа за нас сите не беше вкусно да се гледа. Дури јас лично го исключив, не може понатака видеото да го гледам, но сметам дека и овие социјални мрежи кои што нели секојдневно ги следиме, ги пратиме, дека даваат повеќе на акцент за да сите се охрабруваме да објавуваме вакви работи со цел да се заштити и да се превенира и во иднина да не се случува и да се санкционира сторителот. Кои се најчестите можеби Весна грешки кои што ги забележуваш сиве овие години кај еве жени, семејства кои што се видуваат да излезат од една насилна врска? Грешки? Сметам лично дека кои би биле да речеме првите реакции кои што би требало да ги
Грешките се што тие во афектна состојба кога се случува насилството, ќе се јават и телефонски, ќе побарат и адвокатска помош, ќе отидат и во Министерство за внатрешни работи, ќе пријават и во центрите, а после ден-два се повлекуваат. Дали заради љубов се смириле со партнерот, па го надминале тоа дека веќе нема да се случува, што искрено јас лично сметам дека нема шанси да не се случи кога веќе еднаш се случило. И тоа моето искуство како адвокат го потврдува. Но сметам дека е тоа, бидејќи се претежно се работи за помлади особи кои што се враќаат на тоа, дека сепак тоа било па и таа допринела за да тој се изнервира и за да ја удри, па не бил само тој виновен. Се наоѓаат сами на себе оправдување зашто се смируваат. Сметам дека е тоа најголемо влијание за, односно најголем проблем кој што се случува со жртвите, сами на себе си прават лошо и тоа што го кажав и претходно, немање на поддршка од своето семејство и немање на финансиски средства. Ке бидеме и во тој дел малку поинформативни за сите оние кои што не следат и можеби имаат и нели прашања на оваа тема. Во однос на правата на жртвата кога станува збор за децата, старателството или ограничување во контакт со сторителот, она кое што е можеби малку нејасно за да да речеме се ослободи или се минимализира тој страв кој што го чувствуваат, а исто така и за траењето на судските постапки, нешто кое што представува вистинска голгота за жртвата и истовремено повторно страв дека во текот на судскиот процес жртвата не е доволно заштитена, па може да се појави ризикот повторување на делото. Значи малку да ги подобјасниме од правен аспектеви и овие прашања. Може, вака. Значи, штом се јави проблем од семено насилство, жртвата има право да го пријави тоа веднаш во центрите за социјална работа и Министерството за внатрешни работи. Министерството доколку смета дека се работи за некој случај кој што ги надминува ни една рамка на семено насилство не е во ред, но доколку има онака баш физичка злоупотреба, тешки телесни повредувања, насилно однесување во континуитет, тогаш може да побара од страна на судот во рок од 12 часа изрекување на мерки забрана за приближување до домот и и приведување, односно значи отстранување од домот на сторителот. Тоа се надлежности на МВР кои што може веднаш да ги превземе во корист на жртвата и кои што немаат мислам и правото на жалба доколку насилникот поднесе жалба, тој нема таа жалба не го задржува извршувањето, односно неговото отстранување од домот и неговата забрана за приближување веднаш стапуваат во сила. Веднаш во првите часови на пријавувањето. Во рок од 12 часа согласно закон. Од останатите мерки се, значи најпрво по пријавата за семено насилство се прави една психолошка анализа на жртвата, на начинот на кој што се случило дејствието, се опишува и се укажува на нејзината доколку има потреба од психолошка поддршка, од здравствен преглед, од значи стационирање во одредени шелтер центри доколку не сака да се врати во домот. Исто така, истата има право во присуство на полицијата да оди во домот каде што се случило насилството и каде што е насилникот, да си ги земе своите лични работи, значи како што кажав со присуство на полиција за да нема никаков проблем во однос на тоа и да има некое друго насилство. И можам да кажам дека Центар социјални работи кој ќе утврди оваа целата состојба колку е итна постапката, но сите постапки за семено насилство се итни, поведуваат предлог за изрекување на мерки за семено насилство до судот каде што се случило насилството, значи местно надлежниот суд. Судот во рок од 7 дена од приемот на предлогот треба да го достави до насилникот за да тој се произнесе во однос на овие наводи и доколку не се произнесе, судот има обврска да донесе одлука. Значи многу често се случува да и во отсуство на насилникот овие мерки судот ги донесе се со цел да се действува побрзо, значи да се издржат овие забрани, но па тој се жали потоа, па пак се враќа на повторно одлучување и тука малку се губи време. Да, сега мерките кои што ги изрекува судот се во траење од 3 месеци до 1 година. Со тоа што во овој период од 3 месеци до 1 година судот кој што ги изрекол овие мерки може да се продолжат, значи ако се изречени за 3 месеци и ако ова насилство продолжи пред истекот на овие 3 месеци има право жртвата да бара продолжување преку Центарот за социјални работи, а исто така има право во текот на постапката да ги измени мерките доколку смета дека овие кои што веќе се изречени дека не ја вршат функцијата за која што се изречени. Исто така може и жртвата доколку смета дека е надминато она кој што е со насилникот направено, да бара преку Центарот за социјални работи укинување на мерките и пред нивното истекување. Прашањето го имаме баш колку е ефикасен системот и бидејќи го споменавте ова нели како една заштита нивно и прибежиште, дали има случај каде можеби некој пат сте биле поучени од искуството каде чувствувате дека жртвата била повторно казнета од ајде ќе кажам од институциите наместо заштитена?
чисто од искуството кое што сте го имале низ годините. Да, правни не сметам. Не сметам дека жртвата била ставена во некоја понезавидна положба од страна на системот, но и жртвите се тие кои што јас ја разбирам целата нивна и ние како адвокати не само што им даваме правна помош, него им даваме и психолошка помош, им даваме и утеха, правец на постапување, дека сето тоа ќе се надмине, разговори со жртвите што е неопходно потребно, но центрите за социјални работи, како што вие кажавте, согласно статистиката, имаат навистина голем број на вакви случаеви. И не можат на секоја една жртва посебно да ја посветат внимание кога што жртвата сака. Затоа и се предвидени овие психолошки советувалишта, бидејќи психологот е оној кој што ќе им даде и здрави насоки на постапување и да ја смири незиниот душевен мир да си го најде самата жртва. Бидејќи центарот за социјални работи е оној кој што ја дава заштитата во делот на судската постапка и изрекување на мерки. А психолошкиот момент е оној кој што го треба да психолозите да го направат. Да. И најважно, некако нели некако и зад камери се сподели тоа каква одговорност носат соседите, родителите, да речеме блиски пријатели и така натаму кога знаат, а за жал некој пат и молчат. Одговорност нема како, мислам, за однос на некоја кривична одговорност и таква, ако мислите. Како една човечка одговорност. Човечка секако сам со себе секој носи, бидејќи не дај Боже да се случи некој па знаете како соседите и блиски луѓе кои што ги познаваме, а ги гледаме тие суптилни форми на насилство, си велиме некој пат не сакаме и ние да влеземе во голготата, бегаме во бељата, ќе се ревидира, ќе се среди и така натаму и при тоа да се заштитиме и себе си и да не правиме поголем нели. Искрено да ви кажам, и јас да би била во таква ситуација како сосед и непосреден минувач и забележител на вакви работи, не би знаела што да направам, бидејќи има случаеви многу, еве конкретно имав една ситуација, се скарале дечко и девојка на улица после ноќен клуб и случаен минувач го гледа тоа и го пријавува во центар за социјална работа и понудува на жената, на жртвата помош. Таа оди го пријавува, после 3 дена тие се смируваат, таа ги повлекува сите барања во центарот за социјални работи, значи дека и случајниот минувач како пријавител губи време, мислам може да си нанесе на себе штетни последици бидејќи не знае насилникот кој е од другата страна, а и од друга страна и самите центри за социјални работи додека да внимаваат и да заштитат некоја жртва која што навистина има потреба, значи мора да превземат и за овој пријавител одредена ситуација да изгубат време, а таа после 3 дена да го повлече случајот. А од друга страна па и нели не можеш да останеш равнодушен на некаква ситуација ако би ја знаел, би ја начекал некако исполнување. Да, ситуацијата, едноставно тоа. Да, процениш да и веројатно и многу граѓани можеби се нашле во таква ситуација и тоа е глас кој што се шири брзо и затоа веќе се чувствува и таа недоверба или повторно и страф и од обичен граѓанин да пристапи кон нешто за кое што затоа што некој пат си велам ние сме можеби светилката на нештото нели како случај некому да му донесеме. Човечки е да пријавиш според мене, ако навистина гледаш некое брутално насилство или нешто што е надвор од нормалното, секој се кара, но ако е нешто надвор од нормалното, според мене треба да се пријави. Да, и тука ова кое што го споменавте повторно го поттикнува она за кое што и пред малку исто кажавме, тоа е превенцијата во смисла на едукација и она кое што би требало во таква ситуација, еден конкретен пример, ако таа личност е, да речеме, информирана, едуцирана, точно знае што се случува, значи тоа е еден начин од превенција дека ако се случило тогаш може повторно да се случи како би превенила за собствената сигурност, но не информирани или заглавени во тој круг, нели, или во таа релација љубовна или каква и да е, повторно се случува нели тргнување, пријавување, па повторно нели повлекување. Кога ќе се реши жртвата да пријави, и кога постојат одредени докази за насилство, но насилството може да биде не само физичко, може да биде економско, рековме психолошко, може да биде сексуално, за постојање на самото насилство. Како тоа се докажува во судската постапка ако нема видливи знаци, например, нели нешто што често може да бидат модринки по телото или слично, како останатото насилство може да се докаже? И тука која е улогата на адвокатот кој што би требало да ги принесе тие докази, кога тие докази се релевантни? Ако немаме да речеме документирано фотографија, видео како е го споѓата која што за жал или мајката нели со детето, да. Вака, кога има физичко насилство, нели најчесто жртвите се упатуваат и сами веќе знаат дека треба да се јават на лекар и да се утврдат нели повредите кои што се нанесени. Многу често најчесто како доказ се сведоци кои што непосредно се забележители, но или пријатели кои што биле во моментот кога се случило насилството, вибер комуникација во однос на пример психолошко насилство или демнење, видео некои со мобилните телефони денеска исто се снимаат сите разговори, сите закани и такви работи, така да најчесто се или вибер комуникација, значи било каква комуникација на социјалните мрежи, видеозаписи или пак сведоци со на таков начин го докажуваме постоењето на било каков вид на насилство.
Можеме и повторно од вашата пракса, бидејќи тука сте ние на гости, па можеме да ја искористиме приликата да спомнеме за во вашата работа, да речеме, најстрого изречена казна од вашите досегашни клиенти или она кое што се покажало како недоволно доказливо на СУТВ, да речеме, едната крајност и другата крајност од Па и од вашите лични предмети кои што сте ги Вака, јас работеле. би сакала да укажам во овој дел, во однос на мојата судска пракса, кога се работи за вакви постапки за изрекување од семено наследство, можам да кажам дека тие во 99% од случаевите се изрекуваат мерките. Отчетноста е Да, присутна. значи мерките се изрекуваат. Сега од другата страна малку да ја свртиме, нели, целата постапка. Јас би сакала да укажам дека многу често се случува и не се во вистинска смисла на зборот жртви, некои жени, но тие го пријавуваат семено наследство бидејќи знаат или се подготвени од адвокат заради целата постапка за доверување на деца, па да го ограничи видувањето на таткото со децата. Значи тие се припремаат за да може на таткото да му го ограничат видувањето или да го направат како насилник за да не може детето него да му се довери, бидејќи знае дека доколку тој се развика или употреби некоја пцовка со незе, а претходно додека живееле заедно, тие меѓусебно си разменувале пцовки, недолични зборови, на некој начин закани, значи за нив секој човек различно ги доживува сите овие закани и меѓусебна комуникација. Може би за мене дека некој ќе ме фрли од тараса не е нормално, за некој меѓусебе на африканци се викаат ќе те фрлам од тараса. И тука веќе треба да се види и самите центри социјална работа, јас сметам дека треба да утврди дали тој пријавител, таа жртва е навистина жртва или ова го прави намерно, има многу вакви случаи во праксата, ова го прави намерно бидејќи ако таа каже тој ми се закани дека ќе ме убие, тој ми се закани дека ќе ми направи ова тоа, а навистина тој бидејќи таа на некој начин го познава, они биле 5 години во брак, 10 години во брак и секој денаш кога он ќе ја убива, значи секој втор збор на нив може да им биде дека ќе ја убие и таа пријавува и центарот нормално кога ќе има ваков збор ќе те убијам, ќе видиш што ќе ти направам. Веќе во закани. И тоа е код звонува и тука веќе мерки има и сега мерките ќе ги изречеме, а уствари татково воопшто не е ни насилник, ниту ќе ја убие, ниту не ќе ја навреди. Значи многу често се случува и ваква работа. Затоа и една заблуда да има тука. Според мене и бројот на пријавувања во многу често случаи се нерелевантни, можеби да. Не дека не се релевантни, како пријавен случај ги има. Но сметам дека жените ова го користат како право. Не го имаат сите истиот интензитет можеби на. Да. Нема вистинско насилство во тие случаи. Да, се злоупотребува се со цел да децата не бидат доверени на таткото или да биде ограничено видувањето на децата со таткото или да биде под надзор, што за мене сметам дека за самите деца тоа е штета. Но секакви случаи има. Секакви има, да, проценката тука е повторно на институциите уни кои се надлежни тоа сакав јас да го кажам. Проценката е на институциите, бидејќи жртвата кога ќе каже, ќе пријави па и ќе плаче во центар за социјални работи, мислам имаме се. И веќе она представува жртва. Има и навистина што се жртви, но жалосно од овие што се не жртви, има и жртви кои што кои што навистина им треба помош. Која е жртвата, кој не е. Има многу чести случаи вакви. Поучени од твоите искуства, да речеме, Весна, долгогодишен адвокат, препоставам дека си имала секакви судбини да си ги доживеала, меѓутоа со односот некако ми влева надеж дека да, институциите и судскиот процес е транспарентен и отчетен, меѓутоа од твоето лично искуство од 1 до 100 колку од предметите до сега биле и успешно спроведени? Да речеме кога си имала. Па според во мојата пракса и моите предмети кога се изречени мерки за семено наследство, насилникот ги почитува. Значи не се приближува, не те телефонира, не се заканува. Во тој период додека трае мерката, не го прави тоа, а и после тоа се навикнува најверојатно и ги знае последиците кои се, бидејќи не почитува и новие мерки, е поднесување на кривична постапка за непочитување на судска одлука и веќе се изрекуваат поригорозни и условни осуди, казна затвор, па оваа условна осуда после тој не може да се вработи, нели има евиденција за кривична осудуваност, за какво дело станува збор. Значи сето тоа си има еден систем што е меѓу себе поврзан и сметам дека насилникот и сите овие работи ги има во предвид кога веќе мерката ќе биде изречена. Сметам дека тој она што го прави не е свесен дека жртвата пријавува. Кога ќе пријави, кога ќе бидат изречени мерките, сваќа дека треба да се повлече. Моето видување и моето искуство е такво. Сега многу убаво кажавте, зависи од средината, историјата и приказната на една жена, на едно дете, меѓутоа има многу заедници кај нас порурални, да речеме, каде што жената, детето е целосно инхибирано да направи можеби прв чекор, да го пријави. Сега, ако сте вистинскиот светилник и глас, што би советувале на секоја жена која што во моментот е целосно инхибирана и спречена и ево зона на еден комфорт, ќе кажам, каде што знае дека е целосно како незаштитена, ја изгубила само довербата и така натаму, што би препорачале? Јас би препорачала првиот чекор. Да не се плаши. Значи тоа е првиот чекор, да не се плаши, да верува во својата јачина и да превземе чекор за своја заштита.
Затоа што дали било психолошко насилство. Психолошко насилство опфаќа забрана на комуникација со роднини или со пријатели, забрана на движење, љубомора, посесивност. Значи сето тоа можеби на моментот во почеток на некоја врска или некој брак нас тоа не се не изгледа можеби сладко, но посесивност, ограничување на со овој може да се дружиш, со овој не може да се дружиш. Да, одземање на телефон, пак имаме заеднички профил на социјалните мрежи. Сето тоа за мене е психолошко насилство. Најпрво почнува така и кога ќе ти ограничи слободата, да не можеш да се движиш, да не смееш да комуницираш, да немаш достапност до интернет, да прочиташ закон, сето тоа потоа оди и во физичко насилство. Според мене не треба да дозволат никој најпрво психолошки да ги малтретира, да им ги ограничува средствата за комуникација и вербална секојдневна комуникација, бидејќи на тој начин жртвата се ускратува од можност за да дознае какви се нејзините права, како таа би дознала ако седи дома со детето и ништо друго не прави. Да. Така да сметам дека во тој дел би ги охрабрала, да не дозволат никој да ја ограничи нивната комуникација, нивната слобода на размислување и информирање едноставно. И добро е што го споделите како теми суптилни кои што се пролекуваат, што велите исти социјални медиуми, забрана за суптилни форми кои што може да доведат до едно кют, а уствари позади себе има позадина на посесивност. И најголем дел од случаите веројатно базирани се на овие факти и информации. И повторно се враќаме на кој што го кажавме, дури и образовниот процес треба да пусти еден ваков едукативен пристап. И девојчињата, мислам и девојчиња и момчиња и тие се понекогаш нели тенденција што беше. Значи треба да се влијае во однос на превенција. Тоа го зборува и Стамбулската конвенција. Дека во однос на превенција треба да се влезе во главата на детенцето дека тој има право на заштита и дека не треба да дозволи никој психолошки да го малтретира. Зашто некој ќе биде психолошки и потоа ќе биде и физички. Така е, да, и тоа се големи трауми кои што понатаму се пренесуваат нормално или трауми, фрустрации кои што во секојдневниот живот и комуникација и работа, утре и остварување на било што прават проблем. Па да, и затоа се соочуваме со случаи секојдневни и живееме во општество каде што не само жртвата што го доживува тоа, туку го доживува и целата јавност и тоа травматски колективно влија и тоа е нешто за кое што и колективно треба да се бориме ако зборуваме едукативен пристап, ако зборуваме за превентивен пристап и се разбира благодарение на работата на адвокатите и сите оние кои што учествуваат во тој судски процес како би дошла правдата на ред или на виделина. Висно благодариме за гостувањето. Да, ова е навистина голема тема, важна тема. Ај ќе се видиме повторно. Тема за која што да и понатаму ќе треба да се зборува. Тука лежи информираноста и едукацијата, па сметаме дека е добро да оставиме повеќе простор во ситуација може да отвориме телефонски линии па да се советуваат со вас и граѓаните, зашто да не може и така некој пат емисија да направиме транспарентна со телефонски броеви на Телма и да може нема проблем. Јас подготвувам и некој прирачник лично од себе и како лично искуство и во однос на мојата работа, чисто да им помогнам на жените во што го кажавте. Кој би бил првиот чекор? Сакам да им дадам охрабрување дека само силата е во тебе. Силата во себе треба да ја бараш. Некој пат А вие веројатно тоа го чувствувате при комуникација. Да. И говор на тело и комуникација првите симптоми веројатно веќе ги препознавате. Да, знам кој е жртва, кој не е. Да, добро е одлично искуство тоа да се пренесе па да може да биде достапно одлично. Ќе имаме веројатно повод за следно гостување. Да.